Драги ученици, добредојдовте во нашата училница по предметот работа со компјутер и основи на програмирањето за пето одделение. Денеска ќе научиме да креираме документ, односно треба да знаете постапката за креирање на документ чекор по чекор и да го знаете редоследот при креирањето и зачувувањето на документот. Најчесто користени кориснички компјутерски програми се програмите за пишување на текст. Според можностите кои му ги нудат на корисникот, програмите за работа со текст може да бидат текст едитори за пишување на кратки текстови и текст процесори за пишување и уредување на подолги текстови. Најчесто користен текст процесор е Microsoft Office Word. Отварање на нов документ можеме да направиме на неколку начини. Еден од начините е да ја стартуваме програмата за работа со текст и да отвориме нов документ. Тоа можеме да го направиме со двоен лев клик на кратенката на програмата на работната површина. Стартувањето на програмата за работа на текст зависи од работната околина и може да биде различна во зависност од видот на оперативниот систем и верзијата на програмата. Новите верзии на програмите за работа на текст автоматски отварат нов документ и му доделуваат име. Ке ве замолам да го запрете видеото и накратко да се обидете да отворите програмата за работа на текст. Сигурна сум дека сите знаеме веќе, но и да повториме како можеме да стартуваме програмата за обработка на текст. Друг начин за отварање нов документ е кога со десен клик на работната површина ќе се појави паѓачко мени, во кое што паѓачко мени ќе избереме New, откако ќе го избереме ќе се појави ново паѓачко мени, во кое што ќе одбереме програмата за обработка на текст Microsoft Office Word документ. Ќе кликнеме со лев клик и ќе се појави програмата за работа и обработка на текст. Ќе ве замолам да го запрете видеото и да се обидете и на овој начин да ја отворите програмата за обработка на текст. Одлично завршена работа и повторување на постапката. За да не се загуби документот во кој сме работеле, најдобро е да го зачуваме на компјутерот на одредено место, за да можеме полесно да го најдеме подоцна. Постапката за зачувување на документ е многу важна и треба сите да ја научиме. Кога ќе биде отворена програмата за работа со текст и откога ќе не биде документот целосно завршен и направен, ќе треба со лев клик да кликнеме на менитото тека, файл во лентата со менија или на овој знак на кој што ќе ни се појави паѓачко мени, во кое паѓачко мени со лев клик ќе избереме зачувај како или Save As. Се отвара нов прозорец во кој што ќе треба да го запишеме името најпрво на документот. Јас сум запишала текст, насловот на документот и многу е важно да избереме локацијата на која што ќе се наоѓа документот. Ќе отвориме папката во која што сакаме да ни биде зачуван документот или пак откога ќе завршиме задачата, односно ќе избереме таму каде сакаме да биде поставен документот, за да сме сигурни дека постапката ни е точна, можеме на оваа лента овде горе да погледнеме каде точно се наоѓа, ќе ни се зачува документот и дали е точната локација. Еве јас сакав да биде поставен во папката Documents и тука ни покажува дека мојот документ текст ќе се наоѓа во папката Documents на this PC. Откога ова ќе го направам, ќе кликнам на Save, односно зачувај, и документот ќе ми се зачува во соодветната папка. Ќе ве замолам да го запрете видеото и документот кој што го отворивте да му запишете име и да го запамтите на соодветна локација на вашиот компјутер, односно во одредена папка. Одлично завршена работа и сигурна сум дека сите успеавте правилно и соодветно да го зачувате документот. Ке
следат следни активности. Сега, откога ние го запомнивме документот во одредена папка и на одредена локација, ќе треба да го отвориме. Ќе предеме следна активност отварање на веќе зачуван документ. Еден начин е со двоен лев клик на иконата на бараниот документ. А вториот начин е преку програма за обработка на текст, односно ќе ја отвориме програмата за обработка на текст преку датотеката файл со лев клик на паѓачкото меништо ќе ни се отвори, ќе треба со лев клик да избереме Open или Отвори, ќе ни се отвори нов прозорец Open во кој што ќе треба да се потрудиме да го најдеме документот, а како ќе го сториме тоа? Откога бидејќи треба да знаеме локацијата каде се наоѓа документот, откога знаеме каде се наоѓа, на која локација документот, ја избираме папката овде лево во кој што се наоѓа документот и потоа го избираме документот што сакаме да ни биде отворен и кликаме на Open. Ке ве замолам да го запрете видеото и да се обидете да ги пробате двата начина како да отвориме на веќе зачуван документ. Одлично завршена работа и сигурна сум дека сите го најдовте претходно зачуваниот документ на локацијата на кој што го зачувавте. Продолжуваме натаму со домашна задача и на која домашна задача ќе ги повториме сите постапки, ќе ги повторите начините на зачувување и на пронаоѓање на документот во кој што е направен. Треба да отворите програма за обработка на текст Word документ. Треба тој документ да го зачувате со вашето име во папка и треба потоа да се обидете да го најдете документот со твоето име. Ви благодарам на присуството на овој час, ви посакувам успешна работа и се гледаме на следниот час.